почитувани представници на медиумите, нашите заложби се насочени кон градење на здравствен систем кој се темеле на отвореност, на транспарентност и на достапност на системот до секој граѓанин. Важно е ние да ги доближиме здравствените политики до секој пациент и до секој здравствен работник во државата, бидејќи здравствениот систем го градиме сите заедно како чинители. Еден од аспектите на кој долги години наназад не се обврнувало внимание е листата на есенцијални лекови, која не беше ажурирана повеќе од 10 години. Затоа, како Министерство се посветивме на подготовка на нова, модернизирана листа, базирајќи се на најновите научни докази и меѓународните стандарди. Оваа листа е посебно значајна и служи како клучен инструмент за обезбедување на критични терапии, за јавно здравје и можност за инклузија во процесот на покриеност на трошоците преку здравственото осигурување. Меѓу другото, за прв пат листата вклучува лекови за контрацепција, како и лекови за никотин, заменска терапија. При тоа, не би сакал да нагласам дека ажурирањето на оваа листа овозможува усогласеност со современите клинички стандарди и пристап до нови и ефикасни терапии. Само ажурирањето се спроведе од крајот на 2025 година во рамките на Националната платформа за лекови под водство на Министерството за здравство со поддршка на Светската здравствена организација и работната група. Во процесот учествува представници од релевантни национални институции, од академијата, пациентски организации и фармацевската индустрија во земјата. Како основа е користена листата на есенцијални лекови на Светската здравствена организација, која се ажурира двегодишно од страна на експертскиот комитет за селекција и употреба на есенцијални лекови. Инаку со новиот закон за лекови предвидуваме ажурирањето на оваа листа да се направи секоја втора година, согласно препораките на Светската здравствена организација, што дополнително ќе придонесе кон предвидливост и одржливост на системот за обезбедување на лекови во државата. Како што спомнав, нашата цел е листата на есенцијални лекови да ги одразува современите терапевски стандарди и новите лекови кои се докажени како клучни за јавното здравје во државата, а воедно да овозможиме голема достапност до современите и ефикасни терапии кои што се докажени во светот. Им благодарам уште еднаш на сите вклучени страни во овој процес, на нивниот професионален пристап и посветеноста во овој процес. Продолжуваме да градиме здравствен систем кој што ќе биде во чекор со современите стандарди во светот и функција на здравјето на граѓаните во нашата држава. Ги повикувам представниците на медиумите после ова обраќање да поставуваат прашања поврзани со оваа тема.